Идејата за летното кино не е од скоро, значи не е производ на пандемијава. Ние со идејата за летното кино одамна се носиме и гледавме како да ја реализираме. Таа идеја генерално потекнува од просторот во кој што се наоѓаме, како што гледате, имаме прекрасен двор тука во кинотеката, така да еден дел од дворот го искористивме за правење на летно кино. Поради пандемијата моравме да наметнеме малкуцка повисоки критериуми, затоа што моравме да изградиме кинокабина, моравме да направиме растојание помеѓу седиштата, да направиме регуларни услови за луѓето да дојдат да се чувствуваат пријатно и пред се безбедно. Посетата беше многу добра, јас сум апсолутно задоволен од посетата и се надевам дека до година ќе продолжиме без заштитни протоколи и слични работи, затоа што претпоставам дека пандемијава шуќур ќе заврши. Сакам на луѓето, не само на младите, тука и на повозрастните, да им понудиме квалитетна филмска програма. Прикажуваме уметнички филмови, прикажуваме филмови кои што оставиле печат во историјата на филмот и се надевам дека истото тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму. Една од основните задачи на кинотеката е чувањето на македонската филмска продукција. Имаме депоа кои што се изработени по највисоки светски стандарди, пуштени се во употреба во 2009 година. Филмовите таму се чуваат на определена температура, ниска температура и влажност. Во последно време, последните, ајде да речеме 7-8 години, филмовите се снимаат на дигитален медиум, така да направивме пред 2-3 години и едно депо за дигитални филмови, каде што ги чуваме хардисковите, LTO лентите, а имаме и storage систем на кој што се наоѓаат сите овие материјали. А исто така објавуваме и едици на DVD со македонски филмови, кои што јас мислам дека копирањето, умножувањето, особено кога се работи за филмовите, е еден од најдобрите начини на заштита на филмовите. Исто така имаме и странска продукција која што ја чуваме во депоата во селото Бардовци, во Хавзи Пашините Конаци. Таму ситуацијата не е сјајна, морам да признам. Меѓутоа, сепак ние сме институција која што примерна овакво задача и е чувањето на македонската филмска продукција. И со општина Карпош и со град Скопје имаме одлична соработка. Имаме директна соработка. Се работи некојаш и за инфраструктурна соработка. Например, општина Карпош ни помогна во делот на реновирање на платото пред кинотеката и слични работи. Постојано ни помага во одржувањето на дворот. Исто така и град Скопје истото тоа го има направено. А во однос на програмските активности можам да кажам дека голем дел од проектите кои што општината и град Скопје ги финансираат во рамките на својот буџет наменет за култура се реализираат овде во кинотеката. Оние деца кои што се интересираат, значи млади, овакво да доаѓаат во кинотеката, доаѓаат. Некојаш и ние сме инертни, морам да кажам дека и ние треба да поработиме малкуцка повеќе во таа насока на привлекување на младата публика. Сепак тоа треба да биде спонтано, значи они треба да развиваат еден култ кон уметноста, не само кон филмот, туку и кон сите други уметности, затоа што пред се тоа оплеменува.